Добре дојде во студио за Радмила Шеќеринска, заменик председател на СДСМ. Повод за ова интервју е вашата посета, ваша и на лидерот на СДСМ Заев на Брисел, средбата со Филе, после која дојде соопштение, после кое всушност се препукувавте со ВМРО ДПМН, кој е виновен, кој како рекол, која порака е дадена од Филе, дали се однесува на вас или на ВМРО, односно на власта? На кого се однесува пораката на Филе? Вратете се во собранието, тоа се однесува на вас. Тоа беше битка, ми се чини, на 2 параграфи. Ама ВМРО ДПМН очигледно дека не дозволи ниту еден од провладините медиуми да ја прочита вистинската содржина, целосната содржина на тоа соопштение. Од Европската комисија ја добивме пораката која што прво е очекувана и второ сме ја чуле неколку пати од завршување на изборите. Да. А тоа е дека Македонија се соочува со сериозен проблем, системски, не ситни грешки во спроведувањето на изборите и функционирањето на демократските институции. И навистина е чудно, како не е чудно за сите нас кои сме долго време на политичкава сцена, ама некој ако не гледа од надвор, ќе биде чудно како е возможно десетина провладени медиуми да го покријат тоа соопштение на тој начин што сите ќе ја прескокнат пораката до власта. Пораката до власта, а тоа е дека Македонија веќе има проблем со исполнувањето, како и да го читате, на Копенхашките критериуми за членство во Европската унија. Мешање на држава и партија, непостоење на контрола во институциите, непостоење на демократски институции и партизираност на медиумите. И она што прв пат го побара или го спомна комисијата во изминатива месец дена е дека бараат ургентна, значи итна реакција од страна на властите. Тоа за провладините медиуми не постоеше. Се разбира дека Европската комисија на средбата која што ја имавме го искористи разговарањето да ја испрати втората порака. А тоа е дека тие би сакале опозицијата да е во парламентот. И тоа не е порака напишана само за Македонија, тоа е порака која секогаш во целиот регион и во сите земји со кои што се работуваат ја испраќаат. Како што спомнавме на состанокот со комесарот, му рековме и ние најверојатно да сме на вашето место, би препорачале. Ќе кажеме истото. Затоа што комисијата е во право. Многу е полесно на нив да очекуваат реакција од демократските институции, ако во тие институции е опозицијата. Проблемот во Македонија е што тоа го тестираме веќе 8 години. И секој пат, значи 8 години во Македонија, опозицијата е во парламентот. Македонија не почнува преговори, Македонија не си ги подобрува своите демократски перформанси, напротив ги влошува, а контролата врз медиумите во Македонија станува правило. И кој е одговорот на Брисел? Односно на Филе? Дека сепак сметаат дека можат подобро да ја помогнат на Македонија на тој начин и на нас индиректно и на граѓаните, на тој начин што би биле во парламентот. Да разочарува ли ваквата порака која постојано се дава од меѓународната заедница? Знаете како, после години во политика научувате да бидете реалист и да не верувате во чуда. Значи, секогаш Европската комисија особено, не велам Европската унија, но особено Европската комисија ќе се труди не само да испрати таа порака, туку навистина да има институции со кои полесно ќе соработува. Институции од кои што ќе бара некаков резултат. Но ако не добива фидбек, ако не добива резултат, тоа да не го очекуваме да го направи Европската комисија, затоа што таа е сепак орган на Унијата кој што ја нема таа политичка позиција да им го даде тоа право. Мислам дека секој комесар кој што ќе испрати порака, супер е што сте во парламентот, ќе ризикува да си направи проблем или кај одреден дел на земји членки или во Европскиот парламент, затоа што сепак тој представува еден многу различен собир на политички позиции и слично. Така што тие ќе одат помалку не по линија на помал отпор, ама по посигурниот пат. И за нив тоа е посигурниот пат. Сигурниот пат ли е повторно да дадат препорака? Тоа мислам дека е прерано да се калкулира или да се шпекулира, заради тоа што во суштина одлуката им не е врзана со бојкотот или со парламентот. Одлуката им лежи на друго место. Дали со повлекување на препораката ќе стимулираат позитивни реформи во Македонија или ќе биде закана за стабилност. И постојано калкулираат и секогаш ја даваат помеѓу едното и другото. Да, повеќе превагнува
превагнува желбата, нели, односно стравувањето да не дојде до дестабилизација. Берам прашањето ми ве прашав за техничка влада, заради тоа што велите ова е очекувано веќе порака од Филе. Јас сакам само да кажам, од нивна страна е очекувано. Ние пораката која што испраќаме и во Македонија и таму е следната. Во политиката, како и во науката, ако се трудиш со исти средства или со сите инструменти, да дојдеш до различен резултат, обично ќе сгрешиш. Значи, и во принцип, она што се тестираше и во изминативе години, особено во последната година, не ги даде очекуваните резултати. Ние како опозиција имаме обврска да ја промениме политиката која не дава резултати. Истото го порачувам и до сите оние кои што влијаат на состојбите во Република Македонија. Еден од тие методи нови е техничка влада, нели, вашето барање и меѓународната заедница да помогне. Кој беше одговорот на Филе? Ние не сметаме дека техничка влада може да биде резултат на помош или притисок од страна на меѓународната заедница. Со помош на меѓународната беше, тоа беше... Она што ние очекуваме е дека во Македонија треба во одредена фаза да почнат сериозни преговори околу тоа која влада ќе ги организира следните избори. Ви треба за тоа медијатор, предпоставува меѓународната заедница. Побитно од тоа кој ќе биде медијатор е тоа да постои политичка волја. И сега во моментот не постои. Токму заради тоа е потребна меѓународната. Она што ние сметаме е дека само тој тип на влада која што ќе ги почитува законите кои сме ги преговарале, може да не донесе до фери демократски избори. Она што го кажува еве и во соопштението Филе е вели вака. Практично ние немаме систем кој што гарантира дека законите се почитуваат. Тогаш зошто да преговараме нови закони, кога и тие нови закони ќе се кршат како и старите? Тоа ни се случи изборниот закон, јас се уште мислам дека е добар закон. Проблемот е што секој од членовите кој беше сменет, па дели и од старите закони, беше прекршен. И сега што? Да се надеваме дека овој пат тие ќе се почитуваат. Со оваа влада, со овие партизирани институции, како што е Државната комисија за спречување на корупција, медиумската агенција, нема шанси тоа да се случи. И техничката влада ја гледаме како единствен инструмент да имаме фер избори, а од таму натаму оваа држава треба да се дига на нозе. А имате ли поддршка за техничка влада од меѓународната заедница? Како мислите, зарочекувате дека Европска комисија поготово ќе излезе и ќе каже имате... Експлицитно не би рекле. Јас мислам дека во многу тешки околности тие би излегле со политички став за ова прашање. Како и секоја комисија или меѓународен фактор ќе излезат и ќе кажат тоа е прашање кое вие внатре треба да го решите. Како што така се однесува и по прашањето на избори. Кога ќе бидат изборите? Тоа е прашање кое во Македонија треба да се разреши. Меѓутоа факт е дека во Македонија имаме политичка криза и таа порано или подоцна ќе мора да се менаџира со политички инструменти. Кога ќе биде тоа? Значи тоа го очекуваат дека мора да експлодира. Тоа е нашиот став дека не треба да се создава ни лажен впечаток во јавноста, ни кај опозицијата. Дека до ваква една разрешница ќе дојдеме лесно, ниту брзо. Затоа што тоа би било некоректно. Гледаме, власта нема многу голем политички интерес да ја разреши кризата. Тие сметаат дека се додека ги контролираат парите, медиумите и полугите на власта, тие се среќни. Сега предпоставувам дека ќе глумат одредена желба нешто да се разреши, само колку да купат уште неколку месеци до извештајот и да не биде дека ги прекршиле копенхашките критериуми. Ќе имаат и опозиција. Роза Тупузовска е еден од примерите. Не верувам дека ќе имаат опозиција. Таа нема да биде. Гром нема да биде. Не верувам дека ќе имаат опозиција. Ниту Гром. Ниту Гром. Странците тоа нема да им биде аргумент повеќе да кажат има опозиција, нема политичка криза. Знаете како, тоа ќе биде нешто што власта сама на себе може да си го кажува. Во јавност, дури ни во македонската јавност, тоа нема да помине. Значи, точно е јасно со колку гласови кој станува опозиција. Не можете со партија која не успеала да освои, особено во најголемиот дел од избирачките региони, да освои пратеничко место, преку ноќ да стане опозиција. Меѓутоа власта ќе се труди тоа да го направи. И ќе го сруши уште еднаш можеби уставот кој што вели дека еден човек еднаш гласа. Ама велам, не треба тоа да не изненади, но факт е дека на секој човек и во Македонија и надвор од Македонија ќе му стане јасно дека сето тоа е како фасадите од Скопје 2014.
фасада за да ја маскира грдата реалност. А таа грда реалност е дека во Македонија имаме еднопартиски институции, како што имаме еднопартиски институции во кои не се знае каде завршува Македонија, каде почнува ВМРО ДПМН или обратното. Каде почнува и каде завршува ВМРО? Каде почнува СДСМ? Со кои методи сега настапуваат, ако велите да има опозиција во парламентот? Значи, ќе се сконцентрираме на оние инструменти кои што нас ќе ни зајакнат локалната и поддршката од базата. Еден голем дел од тие активности ќе се трудиме да ги водиме надвор од класичните медиумски настапи. Не заради друго, туку заради тоа што еден дел од луѓето и навистина се плашат од преголемо експонирање на медиумите, па дури тој мал медиумски слободен простор кој што постои. Јас се сеќавам дека во периодот кога ја промовиравме програмата на СДСМ, имавме ситуација каде што во одредени општини одевме од врата на врата, луѓето отвараа, се сликаа со нас, покажуваат дека не поддржуваат, а потоа добиваат телефонски повици и закани за своите работни места заради тоа што сликите им биле објавени на некои од социјалните мрежи. Тоа е страшно. Значи, најголемиот дел од нашите активности ќе бидат работа со негласачкото тело на СДСМ, туку работа со граѓаните малтене човек по човек. Зошто? Заради тоа што медиумските нормални канали за комуникација се затворени. Тоа ќе ни даде шанса да изведеме и втората важна операција, а тоа е уште еднаш да извадиме на чистина колку луѓе всушност во Македонија постојат на избирачкиот список, ама само на избирачкиот список. А зошто не инсистирате на попис? Тоа да ви биде еден од клучните барања. Веќе не знам колку пати сме зборувале за пописот, имавме иницијативи и дебати во парламентот. Денеска да прашате било кој од СДСМ ќе каже дека пописот е клучен не заради изборите, пописот е клучен за да знаеме колку луѓе сме во оваа држава. Ние не знаеме, затоа не знаеме колку се вработени, колку се невработени, пола од бројките се менаџирани. Изборниот законник беше во ред, но пописот не беше еден од основите. Верувајте дека дури попис во моментот да изведеме, тоа по автоматизам не значи дека нашиот избирачки список ќе биде исчистен, затоа што пописот е практично статистика. Не стои таму Билјана Секуловска, живее овде или не живее овде, па заради тоа ќе ја има или ќе ја нема на избирачкиот список. Во принцип, нас, освен попис, ни треба прочистување на избирачкиот список. И дента кога го кажавме нашиот став на денот на вториот круг на изборите, кажавме дека двете клучни барања се техничка влада и прочистување на избирачкиот список, ама не формално, не на компјутер, туку со проверка. Кој е тој што живее во непостоечките фантомски згради? Тогаш зошто кој е оној што си подадовте рака со ВМРО за изборниот список? Не, јас зборувам законник. Не, изборниот законник беше претходно. Зборувам јас ова за ставот кој што го објавивме на денот на изборите. Ние пред почетокот на изборната кампања испративме приговор. Зошто се согласивте тогаш за избори кога сте свесни дека не бил прочистен списокот? Значи, јасно на сите ни беше дека избори ќе се склучат. Многу полошо ќе беше СДСМ да го остави просторот, тогаш стварно на некои непостоечки партии да се прикажуваат како опозиција. За нас беше многу битно да биде јасно на овие избори дека тие партии нема што да бараат ниту во опозицијскиот, ниту во парламентарниот камп. Меѓутоа, она што е битно е да ги тестираме институциите, дали се подготвени. Ако не излезевме ние на избори, тоа ќе беше наш став дека институциите најверојатно нема да обезбедат фери демократски избори. Па вие тоа го знаевте и претходно. И претходно ги обвинувавте, сакам да кажам, не ги го знаевте на памет. Не е целта ние да го знаеме тоа. Целта е граѓаните сите да добијат повеќе информации и она што е битно, што велите вие, меѓународната заедница исто така тоа да го каже. Како ќе добијат граѓаните повеќе информации кога сте свесни и велите и сами дека се сите медиуми провладени? Еден дел од јавноста, па дури и оние кои што во принцип можеби и не следат опозицијски медиуми, ги добија информациите преку тие мали медиуми кои сепак успеваат да преживеат. И далеку од тоа дека информацијата во денешно време можете да ја држите затворена. Прашањето е колку влијание ќе има. Меѓутоа, голем дел од граѓаните чуја и за фантомските гласачи, и за фантомските згради, можеа на терен да го видат незаконското функционирање со луѓето со списоци, која им паѓа личните карти. Можеа да ги видат вишокот лични карти од джебови на поединечни гласачи, можеа да видат како се однесуваат медиумите, како се однесуваат институциите. Ако ние не учествувавме на изборите, ние немавме да имам ваков катастрофален извештај на ОПСЕ-ОДИХР кој покажува дека во Македонија киднапирана е, грабната е државата од партијата. Ама ако ние на ВМРО ДПМН им дадовме бришен простор,
Тоа немаше да стои во извештајот, бидејќи тие многу ладно ќе отидаа на избори и ќе ги почитуваа сите закони, бидејќи нема да имаат политички противници. Факт е дека кај еден дел од меѓународната јавност особено, извештајот од ОПСО-ОДИХР се чита како пресуда дека во Македонија системски државата и демократските институции не постојат. И тоа е лошо за државата. Но причината за тоа е што власта дозволи такви избори. Но факт е и дека председателот Ѓорѓе Иванов доби можеби не можете да го толкувате како поддршка, но доби честитки за реизборот. Предпоставувам дека и Груевски, кога ќе ја направи владата, ќе добие исто така честитки за новата влада. Лицемерие ли е ова на меѓународната заедница? Како вие го толкувате? Тоа е практичен, прагматичен став кој го применуваат секаде, дури и кон своите најголеми политички непријатели. Вие погледнете, во светот постојат и неколку диктатори кои не организираат ни избори или победуваат со 99%. Иако на сите им е јасно дека тие не се избрани по демократски пат, тие се тие кои што испраќаат депеши, тие се тие кои што испраќаат амбасадори, тие се луѓето со кои преговара светот за да решава одреден проблем. И тоа нема да се промени. И ние би биле наивни, неидеалисти, наивни и политички неписмени ако очекуваме дека тоа ќе се промени за случајот со Македонија. Меѓутоа, Македонија не е Северна Кореја. Македонија не е во Централна Африка. Македонија има или имаше амбиции да биде членка на НАТО и на Европската Унија. И согласно тоа, очекувањата од Македонија се повисоки. Меѓутоа, дали, ако ме прашувате, дали ќе го викнат на Груевски како премиер да отиде во Брисел, ќе го викнат. За да му кажат дека тоа однесување е неприфатливо. Ама да не очекуваме дека ќе престанат да комуницираат. Тој тип на односи во меѓународната заедница, во меѓународното право не постојат. Да. Околу односите во СДСМ, со Заев добивте поддршка, олеснување, веројатно беше тоа и за двајцата. Во вест имаше една информација од анонимни извори, бранковистите, односно дел од луѓето кои се приклонуваат на Црвенковски, а се против Заев, односно гласале, дека ќе бидат на црна листа ставени и во многу скоро време екзекутирани. Коментар за тоа? Па во изминативе не само 12 месеци, генерално од моментот кога и власта стана главен уредник, тој тип на информации катодневно се лиферуваат. Некогаш се целосно контрадикторни сами на себе. Еден дел од провладините медиуми во 2 дена прво ќе не нападнат дека ќе сме правеле бришка на едните на бранковистите, за следниот ден да објават дека Зоран Заев е продолжена рака на Бранко Црвенковски. Значи едното со другото не оди, ама лагата останува константа. Сака да кажете ова е лага. Значи, оно што сакам да кажам е дека ние не во последниве неколку недели, туку како раководство кое е избрано пред неполни 12 месеци, покажавме дека политиката не ја сваќаме како простор кој е мој, па сега ја ќе го запоседнам. Туку ја сваќаме како одговорност и сакав да искоментирам на првата ваша реченица, го дочекавте конгресниот резултат со олеснување. Не, мислам дека и минатата година и оваа година го дочекавме со огромно чувство за одговорност. Оти во моментов не е олеснување да бидете прв човек или втор човек на опозицијската партија. Одговорност е. Не е тоа место на кое што за кое што се тепаме. Да, со олеснување од тој тип, меѓутоа добивте поддршка за вашите политики да спроведени, а вашиот не баравме мандат и не бараше Заев особено мандат за да прави чистка. Не баравме мандат за да тераме политика на поделби. Значи ова е одговорот нема да има чистка. Случајот Линич во Хрватска од пред неколку дена нема да го видиме. Не. Ако се смеам, ќе кажам, немаме министар за финансии за да ни се случи СДП за жал. Меѓутоа, она што е суштинско е дека како раководство на партијата се трудиме постојано темите од тој тип, кадровски, имиња со кои што се шпекулира, да не бидат главна тема на нашите дискусии. А за жал не сме многу успешни во тоа. Затоа што и за медиумите тоа е многу поатрактивно, не знам, по навика или не знам од кои причини,
го троши и тоа малку медиумско и политичко време кое што го имаме. Целта на опозицијата е да го крупнува опозицијскиот капитал, не да го ситни опозицијскиот капитал. И тука никој од нас нема право на суета. Како од тие што се во моментов во раководство, така и од тие што во моментов не се во раководството. И јас сум верувала искрено во тој принцип, дека секој ја има својата задача без разлика во кој ред се наоѓа. Дали е во првиот, дали е во 10-тиот, дали е во 100-тиот. Која е задачата сега на Црвенковски? Очекувате ли дека би можело повторно да проработи неговата желба да помогне или неговата желба да се одмазди? Како го толкувате неговото мешање 3 дена пред Конгресот? Тоа беше тенденциозно или добронамерно? Во периодот пред Конгресот повеќе луѓе го кажаа своето мислење за состојбите и што треба СДСМ да го направи, и јас мислам дека е коректно да може и Бранко Црвенковски тоа да го направи. И од тој аспект мислам дека е честно тоа што се мисли да се каже јавно. Она што не е честно е тоа да се кажува во ходници. Меѓутоа, ваквите настапи јас ги сметам како дел од демократската култура. Она што е проблем и што не прави сите нас малку, како да кажам, да се кршиме помеѓу тоа јавно кажување на ставовите и кажувањето во партиските органи, тоа е затоа што често пати тие наши ставови се злоупотребуваат. Ама мислам дека ова не беше од тој аспект спорно. И јас сакам на сите кои што се во СДСМ, кои што биле во СДСМ, да верувам дека најдоброто и го посакуваат не на СДСМ, на Република Македонија, и убедена сум дека тие сугестии така доаѓаат. После тоа имаа средба и Заев и Црвенковски, излезе соопштение, па беа двајцата поранешниот прв човек и сегашниот прв човек. И јас мислам дека тие теми треба да ги тргаме настрана. Имаме многу покрупни теми, имаме сериозни проблеми со кои што се соочува Македонија. Секое трошење на енергијата на погрешни фронтови или отварање на нови фронтови навистина е неодговорност кон нас. Ова може да се свати како порака кон Црвенковски. Отворање на нови фронтови. Ниту ги правиме интервјуата да испраќаме пораки, ниту мислам дека тоа така треба да се прави. Пред се одговорноста на наша адреса ја ставам. Ние не треба да отвараме нови фронтови. Во моментов имаме сериозни проблеми и ако граѓаните не видат дека ние се занимаваме со нешто друго, нема да ни веруваат кога кажуваме дека состојбата е алармантна. Нема да ни веруваат кога ќе речеме ние можеме да понудиме подобра алтернатива од ВМРО ДПМН. И затоа е клучно малку да го смениме начинот, чипот на размислување. Го променија ли чипот бранковистите во СДСМ? Верувате ли? Јас не сум, како велат, Борг, да влезам во туѓата глава. Се шегувам сега. Јас сум убедена дека сме сите свесни за тоа во која ситуација сме. И дека излез од оваа ситуација не е дробење. Туку излез од оваа ситуација е окрупнување. Да, и окрупнување. Не би се согласила на Руза Топузовска, например, со вас. Бевте ли разочарани? Да. И искрено речено, од неа не го очекував ова. Ама човек се учи додека е жив. Кое е образложението кон СДСМ? Не, ниту постоеше некое официјално образложение, ниту пак мислам дека сега за тоа би требало да дискутираме. Ова е период на многу премрежја. И секој од нас влегува со тоа што го размислува, тоа што го знае и што го умее. Од некои луѓе ќе се разочараме, некои луѓе пак ќе не изненадат со квалитети, ќе не изненадат со сила, ќе не изненадат со собствената цврстина. Ова е период кога ќе видиме кој од што материјал е направен и кој во што верува и за што стои. И мислам дека не треба да очекуваме дека сите ќе ги положат тие испити. Околу сериозните проблеми неколку пати ги спомнавте овде во интервју за Нова, пред изборите, најавивте бомба корупцијска афера, ВМРО ДПМН се смееа велејќи дека може само некое бомбиче мало кое чади, но беше бомба Македонска банка, гледаме дека била бомба заради тоа што премиерот Груевски сега го тужи лидерот на СДСМ Заев со фантастична сума од $500,000. Ќе се откажете ли сега после ваквата тужба од повторно најавување и реализирање на бомби од тој тип, нови корупцијски афери?
дури ни власта веќе нема илузии дека со таквата политика може да не спречи. Затоа што тужбите, ова е само врв на безобразлукот, нема да кажам лицемерието, безобразлукот на власта, во која што наводно се бори, нели, колку пати зборуваат за криминал и корупција, апсат со камери луѓе за 1000 или за 2000 евра, и во одреден момент кога им давате аудио снимка и документи, него јавниот обвинител не знае каде да се скрие и како да објасни дека веќе повеќе од 40 и кусур дена, речиси 50 дена, молчи за ваков флагрантен случај. Многу беше интересно што премиерот во своето наменско интервју на Мија пред неколку дена вели вака: не ги зел парите. Па видовме ние дека тој не е задолжен да ги зема парите. Гордана Јанкуловска ги земала парите. Но не кажа дека не е тој на снимката. Не кажа дека не преговарал за 1,5 милион евра во кеш. Не кажа дека тој не зборувал во име на фиктивните фирми кои што наводно ја поседувале Македонска банка. Ништо од тоа не демантираше. Ова криминал или што велите? Абсолютно. Дека преговарал? Да, и така апсолутно, затоа што тоа покажува дека практично ВМРО ДПМНЕ и тој или тој лично, не знам, биле собственик на фирми кои што номинално стоеле на други имиња и не случајно биле офшор компании. Да не зборувам што тој преговарал за земање пари во кеш надвор од официјалните финансиски трансакции. Надвор од Народната банка и нејзината дозвола да се продаде или да не се продаде банката. Имате докази дека земал кеш? Па, тој зборува на снимката дека бара парите да бидат во кеш. Не дали имате документи освен неговиот... Знаете како, нашата проценка е дека Груевски ја даде тужбата против Заев за клевета, меѓу другото за да види кои се докази ги поседуваме. И затоа ќе се трудиме да не играме по неговите ноти. Она што е важно е дека апсолутно снимката се покаже дека е автентична. Груевски како велеа на почетокот, тоа е фалсификат, тоа е измислена и аудиоекспертите со огромно вештачење покажаа дека е тоа Никола Груевски, ако некој имаше дилеми. Одбраната ќе ви го отфрли тоа вештачење. Знаете како, кога влегувате во македонски суд, можете слободно да го фрлите и уставот и законите. Ништо не важи. Се сеќавате на Тито Петковски, отиде со писмо од Антонио Милошовски до Бан Ки Мун, судот ни тоа не му го зема за доказ. Да. Значи дека дали се надеваме дека судството ќе го издржи притисокот? Не. Дали ќе продолжиме да се бориме? Апсолутно да. Ќе вадите уште афери. Значи, макар ве исцрпиле финансиски. Знаете како? Еден од главните финансиери на СДСМ предпоставувам дека е и лидерот Заев. Значи, она што сакам да го кажам е дека вистината ќе исплива на површина. И ние ќе ги користиме сите инструменти да покажеме не колку е власта корумпирана. Затоа што тоа веќе и граѓаните го знаат. Туку колку власта грчевито се држи за полугите, само од страв дека утре ќе ја чека судбината на Иво Санадер. И тоа е главната причина зашто ние не можеме да имаме демократски избори. Не заради тоа што не сакаат да попуштат за техничка влада, туку дека алтернативата им е затвор. Алтернативата им е честно судење. На честно судење Груевски ќе изгуби. Велите дека Груевски ќе отиде во затвор. Дека има честно, доколку има честно судење. Доколку има честно судење, некој ќе одговара. Она што мислам дека јавниот обвинител сега калкулира е можеби да го направи делото застарено. И затоа купува време, затоа одговлекува, затоа не бара докази, затоа не закажува никакви следни чекори. Меѓутоа оставаме на тој начин и обвинителството и судот покажуваат како функционираат. И тоа се следи. Се следи од меѓународната заедница, се следи од медиумите. Говоревте ли за оваа тема со Фирле? Да, зборувавме. Зборувавме и за новиот наплив на тужби, не праша и комесарот на, не знам, и стотици наши членови, по различен основ што не тужат за клевета. И дека тоа е истиот инструмент кој што го користе и против новинарите, и денеска и медиумите го користат, истото го користат и кон опозицијата. Меѓутоа, ако беше тоа инструмент за замолчување, нема да им успее. Секогаш ќе има некој друг кој што ќе говори. Со подценување се однесува кон документите кои што ги имаме. Мислам дека со подценување се однесува и кон нашата желба да не калкулираме.
и кон нашата убеденост дека наша обврска е како опозиција, документите кои ги добиваме, ни ги доставиле, кои што сме ги истражиле, да ги ставиме на увид на јавност. Ако тоа не го прави опозицијата, чуму ни е опозиција? Да биде во парламент. Не е само тоа дел од нашата задача. Контрола на парламентот, меѓу другото, постои за да ја контролира извршната власт. Во моментов контрола не постои, не заради тоа што опозицијата е надвор од парламентот, туку затоа што парламентот беше, како да го кажам, масакриран од страна на извршната власт и сведен на гласачка машина. И со или без нас. Да. Кој беше коментарот на Фила околу Македонска банка? Ништо дека ќе ги следат состојбите и ќе ги следат акциите, особено на јавниот обвинител. Мислам дека и на европско ниво, не само на оваа средба, на други средби, луѓето со неверување ја прифаќаат целиот развој на настаните, дека обвинителството молчи, а од друга страна за 10 дена ќе почне судење за клевета. И ви го поставуваат логичното прашање, па во ред, ако некој сака да ги доведе работите на чистина, нека заврши прво обвинителството со случајот, а дури потоа некој некого може да тужи. Меѓутоа, нормално, логиката не функционира кај нас. Нивото на штета која што се побарува од 500.000 евра, навистина е шокантно кај најголемиот дел од наши соговорници. Нема да ве поколева прашањето, ќе продолжите со аферите. И пред Македонска банка јасно беше дека власта ова ќе го прави. Значи, и во поглед на претходните случаи, наши колеги и членови добива серија на тужби. Во Карпош, Петра Шилегов од серија на фирми, на поединци, така што не бевме изненадени. Меѓутоа, тоа што премиерот одлучи да тужи за клевета, за нешто за што и самиот нема сила да каже дека не се случило, беше интересен. Не ве прашувам за тоа што со Македонска банка застанавте, веќе не слушаме за никакви корупцијски афери. Сметаме дека сега приоритетот лежи на други места. Тоа е во градењето на нашата стратегија, подготовка на партијата за функционирање во нови услови, подготовка за евентуално идните наши буквално позиции во некои преговори, каква е, што значи техничка влада, кои се условите кои што сметаме дека треба да бидат задоволени. Сега не е вистинскиот момент да се продолжи. Интересно е што ќе се случува со Македонска банка случајот. Не треба сите аргументи да се фрлат одеднаш. Но имате, предпоставам, и нови документи за нови афери. Добро. Знаете како, за овој стеснет медиумски простор, ако настапите со се што имате, никој нема да му биде јасно што све сте кажале. Оти документи милиони постојат. Мора да ги дозирате и информациите до јавноста, бидејќи само така ќе дојдат до поголем број на луѓе. Дури и во вакви услови, кај што имавме аудио снимка на премиер, која кружеше низ сите социјални мрежи, за која што чуја меѓународните, регионалните медиуми. Но традиционалните премолча. Освен Телма и 24. Да, и сега и тие имаат казни за едно или за друго. Значи, сепак бројот, процентот на граѓани до кои стигна оваа информација се уште е скромен, 40%, некои велат 30%. Зошто тогаш не ги смените тактиките, стратегиите, од врата на врата можеби? И тоа затоа реков, ќе ни треба, значи, она што не чека во следниот период е симнување повеќе кон граѓаните. Тоа нема да биде многу видливо, нема веднаш да прави ефект, меѓутоа ќе биде потемелно, ќе треба многу повеќе енергија. Знаете како да проидете една зграда, отиде денот. Ама тоа ќе биде посолидно отколку да зависиме од тоа МТВ како ќе ни го пренесе пресуд. МТВ нема да го пренесе пресуд. И тоа веќе го знаеме. Она што е битно е дека тоа што го имаме, најважните теми, ќе мора да ги отвориме и ќе мора да се потрудиме да стигнат до што е можно поголем број на граѓани. Добро. Тоа е потешкиот пат, но се читале Джин Шарп книгата, сигурна сум, од диктатура кон демократија и методите. Има еден дел од методи кои апсолутно можеме да ги една од нив е да се биде симпатичен на јавноста, со доза на сарказам, иронија, со хумор, да се прикаже состојбата. Да. Зошто не одите на таа карта понекогаш? Се трудиме, некогаш не можете да ја најдете вистинската мерка. Некогаш дури и тоа ако ви успее, ако помине само на еден медиум, утре е нова тема.
Она што мислам дека СДСМ ќе има сила да го направи е реално да чуе повеќе луѓе, да допре до повеќе луѓе и да ги убеди дека се ова е наша заедничка задача. Ако ја сведеме битката само на битка помеѓу две или повеќе партии, тоа е осудено на неуспех. Власта не е само партија, власта е и државата, и сите органи на прогон, и сите пари, и целиот бизнис и се. Од другата страна мора полека но сигурно да лепиме еден дел од граѓанството кое што смета дека Македонија оди во погрешна насока. Па дури и работничката класа, за разлика од средната класа на која инсистирате, дури работничката класа смета дека оди во погрешна насока, ако се огромен процент смета дека огромен процент на граѓани сметаат дека Македонија оди во погрешна насока. Може би е добро да се свртите кон работничката класа. Она што беше проблем е што ВМРО-ДПМН успева да ги злоупотребува медиумите во насока да уништат шанса или чувство дека можна е алтернатива. Значи, веќе каналите кои што ги владеат не ги користат само за да кажат дека власта е добра. Оти граѓаните во джебот гледаат дека власта не е добра. Ги користат каналите за да кажат, ама и опозицијата ќе биде катастрофа. И луѓето стануваат пасивни или одлучуваат да останат дома, или еден дел гласаат под притиск. Расколот во СДСМ помогна за оваа перцепција. Има еден дел од работите за кои самите сме виновни. И затоа велам не треба да им сервираме ефтини поени на власта. Порака до опонентите. Не, порака до сите нас. Значи јас велам како што во една држава најголемата одговорност е кај власта. И кај нас јас велам најголемата одговорност е кај нас во раководството на СДСМ. А подеднакво ќе би ја испратила истата порака до сите мои партиски колеги или сите оние кои што се дел од критичното обсервирање на власта. Ама се уште мислат дали е во ред да се тие слушаат премногу, заради тоа ви го спомнав Линич и резот кој е потребен понекогаш. Значи, едно се партиски промени. Во секоја партија мора да се случуваат партиски промени. Она што не и треба на СДСМ се чистки. И тоа го кажувам сега, тоа ќе го кажам и кога ние би збореле во Ходников, кога би разговарала и со од прв до последен член на СДСМ. Не ни треба чистки од тој тип, но нас во СДСМ ни треба подобра организација дефинитивно и повеќе работа. Секој кој што е спремен да работи многу, а при тоа ништо не се знае како ќе се одвиваат работите, сите се добре да биде подготвен за 100 години да биде во опозиција, но и утре да биде на власт, да биде на власт. Не, да биде подготвен, значи она што медиумската состојба не ни дава за право е да мислиме дека со класичните политички методи ќе се смени политичката ситуација. Тоа е невозможно. И затоа ни требаат буквално луѓе кои што се подготвени во следниот период да гинат од работа. Подготвени ли се они така наречени бранковисти? Не верувам во таквите поделби. Заради тоа што секој е човек за себе. Секој има различен не карактер, различни капацитети за работа. Гласа против Заев, дали се подготвени? За разлика од ВМРО-ДПМН ние имаме тајно гласање. Тешко е да кажете со исклучок на можеби луѓето кои што и јавно тоа го кажале, кои како гласат. Но и самиот Заев ги кажа нивните имења, кои се луѓето кои биле против него. Јас мислам дека секој кој што сака може и треба да ја помогне на партијата. И очекувам тоа да го сторат. Затоа што, не само затоа што немаме друга политичка партија која може да направи промена, туку и заради тоа што капацитетите на оваа држава веќе се исцрпени. И што ќе правиме? И после 4 години пак ќе почнеме од нула. И после секои избори ќе се дигаме, веќе државата нема да може да има капацитет да се подигне. Значи не постои опасност за нова партија, како што се шпекулираш? Не, јас мислам дека, видете, има не зборувам сега за конкретни примери, во Македонија се покажа дека новосоздадените партии многу малку можат да направат промена. Издуван балон би рекол премиерот Груевски. Па јас не би сакала да го искористам тој термин, за слободата на медиумите. За медиумите очигледно дека беше на грешна тема зборуваше и претпоставувам дека доказ. Не е само Кежаровски, пазете колку 80-90 места сме паднати на листата на. Добро не ги признаваат тие листи. Па не може цел свет и сите баш грешно да не разбираат. Не може во Македонија 10 медиуми да го почнуваат денот сите со ист наслов на иста тема и со исти експерти.
Не може тоа да е случајно. Тоа за прв пат во извештаите на ОПСЕ дека оваа година е спомнато. Дека се гледа дека во медиумите не постојат дескови, како што порано знаевме дека постојат, туку постои еден центар кој што на секој од владините медиуми им испраќа што треба да биде насловот, што треба да биде темата и што треба да биде текстот. Дури редоследот на вестите им го диктира. И ако тоа не е проблем во оваа држава, тогаш очигледно Груевски би сакал да е на друг континент. Да, благодарам што бевте. Ви благодарам на поканата.